Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за моќта на зборовите. Јас сакам да верувам дека зборовите имаат магична моќ, но дури и да не е тоа така, факт е дека зборовите зборуваат многу за нас. Односно, она што го зборуваме за другите, не зборува за другите, туку зборува за нас. Ако имаме многу критики, осуди, негативни коментари, навреди, сакаме да ставаме етикети на другите, тоа не зборува за тоа какви се тие, туку напротив, зборува за нас. Имам чувство како тоа често да го забораваме и во секојдневната комуникација и на интернет и во живо, како да не внимаваме на зборовите кои што ги користиме, нити кои зборови, нити каде, нити со кого, нити што кажуваме, особено во ситуации кога сме изфрустрирани, гневни, нервозни, и токму затоа сакам да зборувам, затоа што многу често слушам негативни критики, навреди, етикети кои непотребно ги лепиме. Сето тоа е само одраз на она што е во нас. Нашите зборови, начинот на кој што зборуваме, па и начинот на кој што се однесуваме кон другите е показател на тоа кои сме ние, на кое ниво сме, со што се занимаваме, кои проблеми ни измачуваат, кои предизвици ги имаме, кои чувства во себе ги носиме. И поради тоа ќе се задржам на неколку аспекти од нашата комуникација, односно од она што го зборуваме, затоа што верувам дека зборовите креираат, односно ги креираат нашите односи и ја креираат реалноста во која што живееме. А нели сите сакаме да имаме убави односи и да сведочиме на убава реалност, и би било убаво секогаш да почнеме прво од себе. Ова е видео за сите оние кои што сакаат да освестат какви зборови користат, дали тоа е некако поврзано со нивната реалност, како се чувствуваат додека користат одредени зборови, малку да повнимаваме на тоа, па ако е можно и нешто да промениме, се разбира, ако вие така изберете. Негативните зборови, критиките кои ги упатуваме на другите, зборовите кои што се со негативна конотација, кои може да навредат и да повредат други луѓе, најчесто зборуваат за тоа како гледаме на тие луѓе, односно што чувствуваме за нив. Нашата перцепција за луѓето не мора да е секогаш единствена, реална, а многу често може и да се излажеме или од некои наши ограничувања да не можеме да ја видиме личноста во целина и она што го гледаме да не ни се допаѓа, меѓутоа ние таа личност може би не ја познаваме. Не знаеме ништо поминала ни животот, не знаеме кои се целите, намерите и на крајот немаме право да ја осудуваме, критикуваме. Ако таа личност не повредила, не навредила, подобро е да седнеме и да го разрешиме тоа, дали со другата личност или со себе. Да не си трошиме залудно време и енергија анализирајќи, критикувајќи некој кој што не повредува, не вреѓа, или народски кажано да се спуштаме на нечие ниво само затоа што чувствуваме некоја болка и мислиме дека на тој начин ќе се ослободиме. Тие зборови кои што ги користиме, односно нашите осуди, критики, навреди, освен што зборуваат за тоа што чувствуваме ние, кои се нашите капацитети да се односиме со собствените емоции, ги покажуваат и нашите уверувања, односно очекувања, како ние мислиме дека треба да биде, како мислиме дека другите треба да се однесуваат, да изгледаат, кон што да тежнеат, но тоа не е наша работа. Тие имаат право на собствени избори. Зборовите кои што ги користиме се одраз на нашите мисли и чувства. Ако ги имаме тие негативни мисли и чувства во себе си, треба да поработиме на нив. А зборовите кои што ги искажуваме точно се асоциација за тоа кои сме ние, до каде сме, што чувствуваме, како размислуваме, од кои уверувања треба да се ослободиме, па да провериме да не случајно премногу сме фокусирани на животите на другите, а немаме време за својот, односно има многу работи во нашиот живот кои што не сме ги решили и не сме ги средиле, па вака некако ни е полесно да се дефокусираме од она што ни е навистина важно. Зборовите се исто така тесно поврзани со давањето и примањето, затоа што даваме нешто од себе. И доколку другите луѓе кон кои што го упатуваме тоа не го примаат,
Kade odi ta energija? Kade oda tije zborovi? Nije dobro da čuvame mnogo vo nas, da imаме mnogo neiskажени зборови, меѓутоа исто така е битно зборовите кои што ги упатуваме, енергијата која што ја трошиме да допре до некаде. Да ни се врати некако, да постои баланс. Кога ние ќе упатуваме само непотребно зборови кон луѓе кои што воопшто не ги примаат, или пак не се ни свесни дека ние тоа го зборуваме за нив, ако го зборуваме зад грб со некои други луѓе, ние ништо не менуваме. Да, може би имаме потреба да се испразниме себе си, да се ослободиме од некои чувства, меѓутоа постојат многу покреативни начини за тоа. Ако тоа давање и примање е кружно, и ако нам во животот ни се враќа тоа што го даваме, и ако размислуваме така, и ако веруваме во тоа, тогаш би било убаво да размислиме што даваме ние, што упатуваме кон другите луѓе и дали сакаме тоа да ни се врати. Затоа што давањето и примањето не е праволиниско, тоа е кружно. Ги упатуваме ние нашите мисли, зборови, емоции кон една група луѓе, таа група луѓе ги пренесува кон друга, кон трета и на крај може да ни се врати од тамо од каде што најмалку очекуваме. Дали сакаме да бидеме дел од тоа кружно движење на нашите негативни, непријатни, навредувачки мисли, кои што во никој случај не се поддржувачки, не се одраз на она што во суштина би требало да тежнееме: разбирање, прифаќање, љубов, ако е тоа нашиот избор, се разбира. Не прави го тоа што не сакаш да ти го прават другите, или не зборувај за другите тоа што не сакаш да зборуваат за тебе. Не осудувај ако не сакаш да бидеш осудуван, не критикувај ако не сакаш да те критикуваат, и особено не навредувај, затоа што сите знаеме дека навредите и етикетите болат и понекогаш може многу да влијаат врз нашиот душевен мир и на луѓето кои што може би во одредена ситуација воопшто не им е потребно да го чујат тоа, односно да бидат демотивирани, навредени, или да им се стави некоја етикета. Се разбира дека тоа никогаш не е добро, меѓутоа во одредени ситуации кога сме слаби, рандливи, isfrustrirani, навистина не ни е потребно уште да слушаме нечии критики, осуди. Слушнав и нешто многу интересно кое сакам да го споделам со вас, иако не знам каде го чув, во смисла што ако сите тие зборови кои што ги зборуваме се запишуваат врз нашето тело, како ќе изгледа нашата кожа, што се ќе стои запишано, дали сакаме сите тие негативни зборови, критики, осуди, навреди да стојат напишани на нас. Дали сакаме тие зборови да ја градат сликата која што ја покажуваме пред светот, дали сакаме токму така да не гледаат, односно слушаат другите луѓе. Кога го прават другите, треба да умееме да се носиме со тоа, односно да разбереме дека и зборовите од другите, осудите, критиките, навредите доаѓаат од некоја нивна болка, од некоја нивна неоствареност, од некој гнев, од некаква завист, и да го прифатиме тоа како факт, како е така, како што е, да не се лепиме за тоа, да не веруваме. Ако некогаш доаѓаат блиски луѓе, да се преиспитаме, да видиме зошто е тоа така, да не може би ние некако сме придонеле, сме погрешиле, сме навредиле. Меѓутоа, да не се лепиме за тоа, да не се препознаваме во тоа, туку едноставно од дистанца да анализираме, да видиме каква е целта и намерата за тие зборови, а се разбира најбитно да го видиме тоа и за нас. Дали јас секогаш сум мила, фина, нежна и асертивна и упатувам само убави зборови? Не. Дали јас ме сум користила осуди, критики, навреди? Да, за жал, и некогаш било тоа и резултат на моја многу гневна реакција кога сум била навредена или повредена. Но тоа не значи дека сум горда на тоа и дека топло го препорачувам. Напротив, после таквите ситуации сум се преиспитувала и едноставно сум донела некои заклучоци, или тоа ми биле некои искуства кои ми служиле како поука да не ми се повтори, барем во таква ситуација или барем со таа личност. Јас не сметам дека никогаш нема да ни помине такво нешто низ главата, дека никогаш нема никого да осудиме, да искритикуваме. Меѓутоа, ако сакаме тоа да го има помалку во светот, тогаш треба да почнеме од себе.
да освестиме колку често го правиме ние тоа, зошто го правиме и да работиме на себе за да го правиме поретко, односно да ги решаваме работите кои што се длабоко во нас, кои се кријат за тоа, а не да се занимаваме со тоа зошто, како, какви треба, како требаше, не требаше, што треба да прават и да бидат другите, затоа што на крајот на криштата тие не се дојдени за да ги исполнуваат нашите желби и замисли за нивните животи и за односот со светот. Тоа е нивна работа и тие имаат лична одговорност за тоа. Она што можеме да го направиме како еден вид вежба за крајот на ова видео, например во текот на една недела да се следиме себе си колку често користиме осуди, критики, негативни зборови. Се разбира дека би било убаво тоа и да го запишуваме, ако ништо друго, барем на крајот на денот, и да видиме во кои ситуации или со кои луѓе ние се чувствуваме слаби, односно испровоцирани и губиме контрола или кои работи ни иритираат и ни фрустрираат и да поработиме на тоа. Оно што е битно е кој зборува, кому зборува или уште полошо за кого зборува во негово отсуство. Потоа, заради што го правиме тоа? Кои се причините што ние си даваме на себе си право да ги критикуваме, осудуваме и навредуваме другите луѓе? Дали ни помага тоа што го зборуваме да си ги олесниме своите тежини, гневот, лудината, бесот, зависта можеби? Дали со тоа ќе промениме нешто на подобро? Јас знам дека нема, се разбира дека нема. И убаво е да се запрашаме зошто тогаш го трошиме нашето време и нашата енергија, ако не правиме никому добро. И она што е најважно, а кој ни дал нас право да осудуваме, критикуваме и навредуваме други луѓе? Во чија позиција се ставаме? Какви сме ние во таквите ситуации кога го правиме тоа? Какви сме ние додека ги критикуваме другите или додека им упатуваме навреди? Се вели дека треба на другите луѓе да им покажеме со пример какви треба да бидат или како може да се однесуваат или како сакаме да се однесуваат, се разбира пред се со нас. Каков пример сме ние, ако и ние влегуваме во таа замка на осуда, критика и навреда? Кога ќе одговорите на овие прашања, кога ќе ги освестувате на дневно ниво, ќе видите на кои работи треба да поработите, на кои уверувања, што всушност вас ве мачи, каде и од кого сте навредени, зошто не може да го пуштите тоа, зошто не може да простите, кои се вашите уверувања и зошто имате очекувања од другите луѓе дека треба да бидат вакви или такви, зошто не можете да прифатите дека се такви какви што се. Јас ви посакувам убав ден и ви благодарам што ме следите. Се надевам дека имаме доволно енергија и време да работиме и да ги освестуваме сите вакви мали замки во секојдневието и да работиме на тоа да бидеме подобри, поасертивни, попријатни, поподдржувачки настроени едни кон други, затоа што добрата комуникација е многу битна за добри меѓучовечки односи. Ако ви се допаѓа видеото, ставете лайк, споделете го, приклучете се или притиснете subscribe. Погледнете ги моите постари видеа. Се гледаме во следното видео со некоја нова тема, а до тогаш ви посакувам се најдобро.